Како во сите градови, така и во Текирдаг, сонцето изгрева нормално. Нашата летна екипа, расположена за турнеј на Балканот, се реши да отпатува до овој европски дел на Турција и да го посети оваа градче за која, да бидам искрен, за многумина е непознато. Приказнава ќе ви ја започнам како што почнуваат сите класични репортажи и патописи, со информацијата дека градот во 2009 година броел околу 140.000 жители. Сега можам само да шпекулирам според мислењата на Чичкото со мустајките кој што патуваше со нашиот автобус и кој што цврсто ме обедуваше дека градот пораснал на 200.000 жители. Пред да го доби името Текирдаг, овој град се нарекувал Бизанте. За поизвестно време да го промени името во Радестус. Радестус се користел во византијски период, а по усвојувањето на градот од османлиите, овој град го добил називот Родосчук. По 18 век градот официјално блеснува како Текирдај, врз основа на турскиот збор Текфур, што значи византијски господ. Историското име Радестус со текот на времето исчезнало. Денес често се користи во грчката православна литература. За Текирдаг знаеме дека е регион кој спаѓа под источна Тракија, низ која тече реката Марица. Реката Марица денес служи како граница помеѓу Турција и денешната територија на Грција. Оваа граница се одредувала во текот на двете светски војни. Поточно во Првата светска војна, кога Турција успева да го задржи европскиот дел од државата и добар дел од населението со исламска вероисповед. Текирдаг е град во Турција кој што се наоѓа во регионот познат како Источна Тракија. Во 2009 година овој град имал околу 140.000 жители, а во него се сместени и конзулатите на Бугарија и на Унгарија. Ајде, она што сакам да ви го потенцирам за градот Текирдаг, а знам дека е интересно за нив, но и за нас. А тврдам дека исто е важно при користењето на ова репортажа е Римското царство, во чии стеги сме биле и ние македонците и текирдакчани. Она што Македонија ја поврзува со Римското царство е географската положба и патиштата кои поминувале низ нашата територија. Чист пример е римскиот пат кој од Рим преку Битолско-Охридскиот регион поминувал и низ Текирдаг, па се до Константинопол. Преку ова сваќаме дека сите важни работи во тој период транзитирале преку Македонија и Текирдаг, а македонските трговци морале стоката да ја пренесат преку градот, па се до кај нас. Денес е преубаво уреден град, со долги шеталишта покрај морето, елитни ресторани, кафулиња за специјалитети со риба и морска храна, мирен и удобен ноќен живот. Овдека во Текирдаг никогаш нема да ти биде досадно доколку живееш. По работниот и напорен ден ти можеш слободно да прошеташ со твоето семејство и со твоите пријатели по морскиот брег кој што го нуди мраморското море. А меѓутоа можеш и да уживаш во погледот кон азискиот дел на Турција. Зборуваме за модерниот живот во Текирдаг. Она што е интересно, а не треба да биде изоставено во целата приказна, е алкохолот. Од овој аспект заклучувам дека Текирдаг и Струмица се мощни слични градови. Од кои причини? Прва работа е тоа што во Текирдаг се произведува голема количина алкохол. Овако тврдам затоа што во овој регион е стационирана најголемата фабрика која ја има истата технологија за производство како нашата мастика. Во принцип, узото, турската јени раки и нашата мастика се ист напиток. За вас кои што не сте пробале јени раки, ќе ви го опишам вкусот на пијалокот. Поради насонот кој што го додаваат турците, овој напиток има мощен специфичен вкус. Иако Турција е муслиманска држава, оваа фабрика која што во 90-тите години била државна, а сега е под приватна сопственост,
го прави градот да се разликува од останатите кои што се наоѓаат во внатрешноста на државата. Граѓаните овде не се откажуваат од производството на јени раки. Близината на Истанбул како мултикултурна заедница влијае кај овдешните жители да се доста модернизирани. Исто така се смета дека мултикултурата и европските стандарди на живот ги донеле муслиманите од Балканот, кои во текот на времето се населиле во овој предел. И како што кажав, доколку го споредиме Текирдаг со град од внатрешноста на Турција, забележуваме дека текирдакчани живеат исто секојдневие како и ние во Македонија. Карактеристично за ова градче е неговото минато и архитектурата која екзистирала низ вековите. Ние пак љубопитни да впиеме што е можно повеќе слики за градот во нашите сеќавања. Нашите нозе не водеа по тесните улички на градот без притоа да водиме грижа да не залутиме далеку од мапата на градот. Она што за мене беше трн во око се малите дрвени куќички дизајнирани со мали прозорчиња, кои едва и се забележуваат од разлозените цвеќиња. Ваквите градби се создадени толку уникатно што и пркосат на архитектурата и гравитацијата. Слични вакви имаме и кај нас, во Охрид, во Крушево и во Битола. Текирдаг е универзитетски град. Ултрамодерниот универзитет Намик Кемал лежи на огромна површина. Овој универзитет е релативно нов, но доколку се земе фактот дека во него студираат околу 14.000 студенти и дипломира добар кадар, може да потврдиме дека станува збор за еден од поважните универзитети во државата. Нашиот патувачки тим беше сместен во студентски дом наменет за студенти кои студираат туризам. Областа Текирдаг е место на многу домови, особено ако се земе фактот дека е на само 2 часа возење од Истанбул. Околните села представуваат вистинска туристичка атракција, особено за турските туристи. Текирдаг е дом и на Универзитетот Намик Кемал, кој што е основан во 2006 година. Во овој универзитет има 3 факултета. Регионот на Текирдаг може да се пофали и со развиено земјоделие, а благодарение на близината на реката Марица, земјоделците имаат одлични услови за одгледување на ориз. Земајќи предвид дека Турција има претежно сува почва, европскиот дел на државата е одличен за одгледување на полјоделски култури, додека пак градинарските се застапени претежно во регионот на Анталија. Она што малку се знае е фактот дека овој регион е познат и по одгледување на грозје. Така велат и самите текирдакчани, ако нема грозје, нема ни ракија. Само да ви кажам, европскиот дел на Турција опфаќа само 3% од целата територија на државата. Но што се однесува до знаењето и интелигенцијата на народот од овој регион, тој процент е од огромно значење за државата. Ете, во ова приказна стигнавме и до мојот омилен дел од патувањето – храната. Градски специјалитет на текирдакчани е Текирдаг ќуфтеси. Кај нас, на пример, во Струмица кога ќе речете ќофте, тоа ве асоцира на топчесто мелено месо кое најчесто се става во чорба или се дегустира суво. Но во овој град работите и не стојат туку така. Кога текирдакчани ќе речат ќуфтеси, мислат на кебаб. Но доколку ја забележиме подготовката на нивниот ќуфтеси и нашиот кебаб, тоа е сосема ист производ. Градот е препон со сендвичарници, кафулиња кои што служат исклучиво топли чаеви без разлика што е лето и температурата е вртоглаво висока. По самото крајбрежје на Мраморното море се изградени од А до Ш ресторани за морска храна,
А се поставуваат и локални дилери на школки кои со специфичната миризба ти привлекуваат да каснеш од нога 2-3 подварени школки. При нашата посета на градот, живата на термометарот се беше искачила на 42 степени Целзиусови. Па затоа со колегата се одлучивме за ручек да каснеме од традиционалниот турски донер. Доколку ја имате таа можност да ја посетите Турција, јас ви предлагам да пробате од турскиот специјалитет донер. Овде собствениците на овој мал ресторант се покажаа доста фини спрема нас и ни дозволија да направиме некој краток инсерт. Уживајте. Конкуренција на солените специјалитети во градот Текирдак е типичното турско благо. И тоа не без значење конкуренција. Миризбата на благото во Текирдак се шири како заразна болест. Од утро до мрак. Замислете, пешачите кон работа во раните утрински часови и на улица ве среќава насмејано старче, кое продава толумби уште во раните утрински часови. Баклави, толумби, кадаив, алва и чоколадни специјалитети кои се трошат како да нема утре. Во строгиот центар на градот, каде што претежно е тешко да се разминете во попладневните часови, кога врволицата народ е неподносливо голема, собствениците на сладкарниците ги мамат муштериите со миризбата на шеќерот. Истото ни се случи и нам. Она што старите го кажуваат: македонче, каде и да оди, ќе биде препознаено од друго македонче. И навистина е точно. Сладкарница на 3 спрата со разнобојни производи, место за рекреација и одмор. Е во раците на сладкар од Македонија. Тетовченец кој што со своето семејство се доселил во Текирдак, ни раскажува како го наследил занаетот од своето семејство. Тој неговите помали браќа успешно се справуваат со лакомоста на текирдакчани. И најдобрата лимонада сигурно дека ќе ја најдете во Турција. При нашата посета на Текирдак ние налетовме на еден македонец кој што менаџира со ова прекрасна сладкарница овде во центарот на градот. Иако Текирдак е голем град, овде туризмот не е развиен. Градот е опколен со неколку песочни плажи на кои се релаксираат само текирдакчани, но не и туристи специјално дојдени на одмор тука. Ние ја посетивме плажата Кумба, која е најактуелна локација и е на само 10 километри оддалечена од градот. Плажата е опколена со огромни терминали што самата слика говори колку се текирдакчани фокусирани во развојот на трговијата наместо туризмот. И самите жители велат и да сакат да го развијат туризмот по крајбрежјето на Мраморното море, но ова местоположба и било судено да функционира како индустријска дестинација. Мраморното море е транзитен пат на бродовите кои превезуваат стока во Русија, Украина, Бугарија и Романија. На околу само 10 минути возење од Текирдак, овде текирдакчани уживаат во прекрасната плажа на Кумба. Тие исто така уживаат и во погледот кој што го нуди азијскиот дел на Турција. И ноќта ни се приближува. Тивки и топли се летните ноќи во Текирдак. Градот ти нуди потполна комоција за релаксација со друштвото. Муабет и чај, благо и кафе, специјалитети од сладолед или забава со пржени морски ракчиња. Градот има солидно осветлени улици, огромен трговски центар во кој се втиснале сите модерни брендови. Шаренилата на осветлените државни институции само те ма ги псуваат и молат да подзастанеш и да ја почувствуваш душата на градот.
Овде градот заспива, заспиваме и ние. Уморни од оваа авантура се враќаме во нашите кревети и заспиваме со истиот сон. Сонот кој што го живеевме во текот на целиот ден.